Илче Ѓоргиевски е новиот претседател на Фудбалската федерација на Македонија. Единствената кандидатура на Ѓоргиевски со акламација беше одобрена од 110 делегати присутни на вчерашното вонредно генерално собрание на Фудбалската федерација на Македонија, што се одржа во Охрид. На собранието едногласно беше усвоен и предлог статутот на Фудбалската федерација на Македонија, изготвен од работна група на ФИФА, УЕФА и ФФМ, чиј усвојување беше предуслов за избегнување суспензија на Федерацијата од Европската и Светската фудбалска асоциација. Предходно на собранието беа верификувани мандатите на 15 нови членови на Федерацијата. Меѓу нив е и Владо Андов, спортски работник од Кочани. За мене е голем предизвик, затоа што се надевам дека со моето влегување во управниот одбор ќе допринесам не само за Кочани и по широкиот дел од источниот дел на Македонија, конкретно за сите проблеми кои не тиштеа изминатите години во делот на спортот, во делот на подобрувањето на инфраструктурата, во делот на условите на работа на младите категории и акцентот ќе ви биде највеќе за женскиот фудбал, развојот на женскиот фудбал во Македонија. Листа беше од 19 членови, значи од 19 општински фудбалски сојузи, се гласаше за 14, значи интересна беше борбата, значи требаше да се има негде над 60 гласа или над 55 за да се влезе. Добро што немаше повторно гласање за одредени луѓе кои го фати онај последниот дел минимум за да влезат. Инаку ако се гледа од македонскиот блок, знаете вие дека има четворици се влегуваат по одреден основ, по одреден клуч од албанскиот блок, а бев меѓу 3-4 према бројот на гласовите. Тоа ми давало и посебно задоволство, а и посебна обврска на некој начин да се одолжам на сите членови кои го дадоа својот глас за мојата кандидатура, која ја поддржија, и се надевам оно претходно што го говорев, да не само во делот на нашиот сојуз, во делот на источниот дел на Македонија и пошироко ќе се залагам заедно со останатите членови во управниот одбор, за да на некој начин да има одредено подобрување во Фудбалската федерација, конкретно тоа што го спомнав, значи подобрувањето на условите за работа, подобрувањето на инфраструктурата, начинот на селекциите, избор на селектори, одредени комисии. Се надеваме дека тоа е и заложбата и на председател Илче Ѓоргиевски. Начело на Фудбалската федерација на Македонија изминативе 10 години беше Харалампија Хаджиристевски, кој на 17 овој месец поднесе неотповликлива писмена оставка на функцијата. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија веќе за утре го закажа и првиот работен состанок.